Мудрост Соломонова, 11 глава. Таа ги среди нивните работи преку раката на светиот пророк. Минуваа низ ненаселена пустина, во непроодни места шатори поставија. Им се спротивставија на непријателите, на своите противници им се одмаздија. А кога се измачува од жет, тие повикаа кон тебе и вода им беше дадена од стрвна карпа и газнење на жетта, од тврд камен. Зашто она со што беа казнети нивните непријатели? Со тоа, кога им беше потребно, ним им беше направено добрина. Место извор од вода што вечно извира, разматено со крв што смрди, заради изобличување на нивната заповед за чедоморство. Ти не надај да им даде вода во изобилство. Тогаш преку жетта им покажа како ги беше казнил нивните непријатели. Зашто кога беа на испитување, макар и да беа подложени на милостиво вразумување, тогаш позна како се измачува осудените во гнев безбожници, зашто нив ти ги испитуваше како татко, поучувајќи ги, а оние, како разгневен цар, ги осуди и ги измачи. И тие, што не беа таму и оние што беа, еднакво пострадаа. Нив ги постигна двојна мака и воздивнување од споменот на минатото. А кога слушнаа дека она што беше за нив казна, ним му се даде тоа како дар, тогаш тие го почувствуваа Господа. Од кого порано, како од отфрлен, се одрекоа со хули. По настаните му се восхитуваа, откако ја претрпеа нееднаквата жет со праведните. А за неразумните помисли на нивната неправда, според кои во заблуда им служија на неразумни влекачи и презрени чудовишта. Ти, за да ги казниш, им испрати мноштво животни неразумни, за да познаат дека со што некој греши, со тоа и се казнува. Не беше невозможно за твојата сесилна рака, која го создаде светот од невообличена граѓа, да испрати против нив множество мечки свирепи лавови, или непознати новосоздадени лути зверови, кои дишат со огнен здив, или изфрлат облаци дим, или фрлат страшни искри од очите. Зверови страшни, кои не само што би можеле на ужасен начин да ги повредат, туку и страшно да ги погубат. А и без сето тоа, тие може да загинат само со еден здив, гонети од твоето правосудие и уништени од духот на твојата сила. Но ти се си уредил со број, мерка и тежина. Бидејќи ти имаш секогаш голема сила, кој може да се дигне против силата на твојата рака. Целиот свет е пред тебе како прашинка врз терезија или како капка утринска роса што паѓа на земјата. Ти си милостив кон сите, зашто се можеш, гледаш низ прсти на човечките гребови за да се покајат. Зашто ти милуваш се што постои и не се гнасиш од ништо што си го создал, не си сакал да создадеш нешто што би го мразел. И како можеше нешто да постои ако ти не го сакаше? Или како би се сочувало она што не е повикано од тебе? Но ти се поштедуваш, зашто се е твое. Ти Господаре, што го сакаш животот.